Благодарам Охрид, благодарам Битола, благодарам Ресен, благодарам Берово, Пехшево, Делчево, благодарам од длабочината на мојата душа. Ви благодарам што вечерва, што на овој ладен ноемвриски ден дојдовте овде во Македонската опера и балет да присуствувате на вистинската представа, представа за Македонија, представа во која ќе покажеме и докажеме како се брани, како се љуби и како се гради Македонија. Ви благодарам што дојдовте денеска овде. Ви благодарам за топлината. Благодарам за оваа синергија која ја чувствувам, за овие топли искрени поздрави вечерва кои покажуваат дека ВМРО воскресна. Како она наша максима од Конгресот на Великден 91-та година, кога нашиот лидер, а лидер во ВМРО еднаш се станува, лидер во ВМРО не се бира, лидер во ВМРО е еден, а тоа и тогаш и денес е мојот брат, нашиот војвода Љупшо Гергиевски, кога го поздравуваме вечерва. И еден аплауз. Малкубина. Благодарам. Малкубина пред 2 недели и верувам дека ретко кој од вас, вистинските ВМРО-вци, овде вечерва дојдени и симпатизери наши, бидејќи ги има и од други политички партии, ги има и од други националности, ги има и представници на други народи вечерва, и албанци, и срби, и роми, сите се тоа наши браќа, тоа се жители на Македонија, за кои подеднакво се бориме, борејќи се за иднината и за сегашноста на нашата земја. Многумина од вас, или малкумина од вас, а многумина се радосни, што токму пред 2 недели се случи да вечерва застанеме заедно, двојацот Гергиевски и Бошковски, застанеме заедно и покажеме дека имаме сила да ја водиме Македонија, дека сме им потребни на Македонија. Тоа го покажувате вие, тоа го покажуваат илјадниците лајкови по социјалните мрежи кои ги добиваме. Тоа покажуваат стотиците илјади граѓани кои сигурно веруваат во победата на ВМРО за Македонија. И затоа, високо свесни, како искусни политичари, дека овој пат нема да биде лесен. Ова наше искачување кон Хималаите, кон врвовите во политиката, ќе биде нагорно, тешко, но ја имаме снагата и затоа ги поздравувам и генералот, и сите носители на изборните единици, кои заедно ќе го истрчаме и ќе стигнеме до врвот, зашто за нас, за вистинските ВМРО-вци, само врвовите хималајски можат да бидат лимит.
i nikakvi nagađanja koji gi slušam denovile дека ќе сме освоиле 1 пратеник, 2, 3, најмногу 5. Не, во овој момент никој не знае осем вие и стотиците, десетиците илјади граđани која е силата на 20 победнички заедно со нашиот генерал Стојанче Ангелов. Никој, но вие добро знаете, на Македонија име доста од лажни ветувања. На Македонија име доста од така наречените големи партии со големи идеи, но со ништо конкретно нереализирано за малиот човек. Во Македонија денес живеат граđани на работ на екзистенцијата. Во Македонија денес десетици илјади граđани се социјални случаи. Македонија, како што кажа генералот Ангелов, еве, само овде, вие сте представници на десетици илјади граđани кои останаа вечерва во своите домови, бидејќи е претесно овде во Македонската опера и балет. Кога би се поставило прашањето, има ли некој кој нема чедо, кој нема сестра, кој нема брат, кој е иселен од Македонија? Има ли некој во салава на кого чедото, како што кажа Ангелов, се допишува и се гледа на Вибер и Скайп? Македонија е иселена земја. Македонија е земја во која младост нема. Македонија е земја во која најголема перспектива, ако нашите пријатели од Бугарија им дадат пасош и ја напуштат Македонија. Тоа е македонската реалност. Кога зборуваме за македонското земјоделие, зборуваме за некакви големи субвенции кои се даваат на македонските земјоделци, а ништо од откупот, а ништо од она што значи македонска култура, како што ќе каже мојот брат од Чифлик, непродадениот ориз, или мојот брат од Тетово со непродаденото жито. Ние можеме да зборуваме и за нашето образование, но ништо не направивме за нашите професори, за нашите наставници, за да имаат пристоен живот. Ние може да зборуваме за успешното здравство, но не гледаме конкретни резултати кај македонските лекари, односно не гледаме зголемување на платите. Се зборуваат и се употребуваат изрази за нашиот бруто национален доход или GDP. Се употребуваат изрази за некаков раст, а Македонија стои во место, а Македонија дневно се иселува. Ние во овој момент мораме да покажеме и знаеме, и имаме јасна програма и визија како Македонија да ја кренеме на нозе, да ја дигнеме од живиот песок, да покажеме дека ВМРО за Македонија имаат сила да ја направат оваа историска мисија за Македонија. Критичарите, негативните критичари ќе кажат дека тоа ние не можеме да го направиме. Тие ќе упатат критики кон нас, ќе не етикетираат, ќе ни се закануваат, ќе прават се за да останат на власт, ќе пробаат да ги употребат сите средства, но ние овој пат го имаме народот зад нас и ние знаеме со нашата јасна визија како да се справиме со проблемите со кои е соочена Македонија денес. Ние, почитувани мои сестри и браќа, пријатели, нема да се оптеретуваме со тоа што не го направиле генерациите политичари пред нас, окривувајќи поранешни премиери, министри за она што не го направиле, а можеле да го направат за Македонија. Пред некој ден
во разговор со мојот најмлад син Филип, ми рече: тато, во ред вашата историја, во ред вашите заслуги за Македонија, во ред е сето тоа, но покажи ми и докажи ми дека можеш да ме задржиш во Македонија, дека јас како младо момче можам и сакам да останам во Македонија. Ние тоа мораме да го понудиме во нашата јасна програма за Македонија. Како да ги сочуваме граѓаните во Македонија и како да им понудиме визија за Македонија денес и како да ја сочуваме Македонија од нејзиното ишчезнување. Ние исто така на планот на надворешната политика мора да покажеме наш јасен еволутивен пораст или напредок. Не мора да покажеме дека на Македонија им гарантираме европска иднина, дека на Македонија им гарантираме зачленување во НАТО. И не само реторички, бидејќи тоа ќе го слушнеме од секоја политичка партија. Ние во нашата програма имаме конкретни решенија за излез на Македонија и за влез на Македонија во Европската Унија и НАТО. Ние мораме, почитувани мои сестри и браќа, да им простиме. Да им простиме на сите оние кои се огрешија кон Македонија. Да им простиме на оние кои во овие години го земаа својот личен интерес и омразата како начин на живење, како модус вивенди. Македонија стана не меѓуетнички поделена земја. Македонија стана интеретнички поделена. Се поделија браќата македонци. Се поделивме на подобни, неподобни, на патриоти и предавници. Се поделивме по сите основи, но тука сме вечерва да кажеме збогум на дележите македонски, да покажеме дека имаме сила за обединување, а ќе се обединиме ако простиме. Јас знам дека треба човек да има широко срце за да му прости на оној кој направил зло. Но ако се враќаме и ако единствената поента на нашето доаѓање на власт, кое ќе се случи за нецел месец во Република Македонија, не треба да не мотивира реваншизмот, не треба да не мотивира омразата, затоа што таму и во СДСМ и во ВМРО ДПМН има наши браќа, наши симпатизери, луѓе кои масовно ќе гласаат за коалицијата ВМРО за Македонија. Јас мислам дека сум најповикан да повикам на помирување. Не омраза, но за љубов. Јас 10 години ги поминав што по белосветски, што по домашни затвори за Македонија. Ги поминав затоа што поинаку мислев. Но некои ме критикуваат дека сум замолчел, дека се плашам. Почитувани мои браќа и сестри, од длабочината на мојата душа ви ветувам, кога би требало да бирам помеѓу вас, пред кој простум стојам вечерва, или уште некаква 10 или 100 годишна казна затвор, ќе ви избрам вас и вашата љубов, затоа што заедно со љубовта ќе ја победиме омразата во Македонија и ќе ја извлечеме од оваа криза во која се наоѓа. Омразата ќе им ја оставиме, а мразат само неспособни, мразат нереализирани во животот, мразат луѓе кои се обидуваат да станат политичари, мразат оние кои немаат ништо во нив,
а се нарекуваат луѓе. Ние такви не сме. И затоа граѓаните многу добро не препознаат. И граѓаните многу добро знаат како може Љупчо Георгиевски, како може Љубе Бошковски и Стојанче Ангелов да ја поведат Македонија во подобра сегашност и во подобра иднина. Почитувани мои, за нашите визии ќе зборуваме на митинзите кои доаѓаат. Вечерва сакам уште еднаш да ви се заблагодарам за целосната поддршка која ја ужива во годините на самотија, за целосната поддршка која ја имаме од вас, за целосната љубов. Ви благодарам уште еднаш, да живее ВМРО за Македонија, да живее нашата единствена, нашата вечна и безсмртна Македонија. А на оние кои се сомневаат дека Љубе Бошковски помеѓу Македонија и некакво лично богатство ќе го избере личното богатство. Ништо не може, никакви овоземни богатства не можат да ја заменат љубовта кон вас и кон мојата Македонија. Ви благодарам, браќа мои и сестри. Ви благодарам од се срце.